Добро утро повтор пат во утринската програма. Да, и велиме конкретно ние ќе остануваме да ја следиме ситуацијата, колку е актуелен и колку промени му требаат на законот за млади младинско ангажирање кој е донесен 2019 година. Ние следиме ситуацијата, ова прашање сметаме дека е многу битно, зашто одлучувањата во општеството без вклучување на младите да бидат дел од тоа одлучување и предлозите не може да биде целосно, да функционира, зашто станува збор за нивната иднина, а ние често сакаме во последно време да кажеме како да ги задржиме младите кај нас. Мора да бидат активно вклучени во општеството, да се чувствуваат корисни и да знаат дека она што се одлучува за нив мора и тие својот глас да го кажат. Често од прилепе спомнуваме оваа тема затоа што невладината организација сега имаше консултации со сите невладини организации од земјава, токму на измени и дополнување и унапредување на овој закон, зашто констатира дека дефинитивно му треба унапредување да не ги уназадува состојбите. Има одредени ситуации пред една година, меѓутоа не најдена плодно тло. Сега имаме нов парламент, Зоран Илиевски со нас е од невладината организација. Сега, Зоран, ги завршивте консултациите, предлозите со невладините од целата земја. Кои се конкретни предлози што ќе ги доставите до собранието и на кои одредени членови сегменти на законот се однесуваат што треба да го унапредат за да не го уназадуваат она што се случува со ангажирањето на младите? Да, благодарам Бети. Најпрво поздрав до гледачите на Македонската телевизија и благодарност до Македонската телевизија што редовно ги следи настаните кои што ние како коалиција сега ги правиме, а сте во интерес да обезбедиме препораки како да се подобри законот за младинско учество и младински политики и скоро повеќе од година дена ги водиме консултациите низ цела Македонија и со сите, ние викаме со сите засегнати страни, односно со сите невладини организации, со младите луѓе и со институциите кои што учествуваат во неговото спроведување. Целта ни беше да дознаеме или да слушнеме предлози што е она што треба да се направи, да се промени за да овој закон биде функционален. Многу ме инспирираш и во твојот вовед во темата дека не сме да има одлука која што се однесува на младите, а младите да не бидат вклучени во донесувањето на истата. Тоа е и суштината на овој закон. Сме една од ретките држави во регионот, особено во Југоисточна Европа, кои што го донесуваме овој закон со цел да дадеме мандат или да дадеме то значење дека младите луѓе се битни за ова општество и да ги вклучиме во донесувањето на одлуките. Процесот на консултации заврши. Сега ги сумиравме сите препораки кои што беа дадени во изминатиот период и имаме предлог текст или предлог измени кои што во нареден период ќе ги доставиме до пратениците во собранието. Најголем дел од препораките се однесуваат да се поедностави процесот на формирање на националното советодавно тело. Може би за гледачите звучи многу поразлично, но разбирливо треба да биде дека тоа тело досега од донесувањето на законот 4 години се уште не е воспоставено. Препораките се однесуваат да се олесни процесот на започнување на воспоставување и да почне да функционира. Што е националното младинско советодавно тело? Тоа е тело во кое што би учествувале 8 представници на младински организации од државата и уште толку, односно 8 представници од различни институции од државната управа, кои што заедно на иста маса ќе седат, ќе дебатираат, ќе дискутираат во донесувањето на државните политики, на националните политики или закони кои што се однесуваат на младите. Овие предлози, пак викам, дека се насочени да се воведи начин кој што ќе се подностави формирањето на националното советодавно тело, а во овој случај со новите предлози треба Министерството за социјална политика, миграција и млади да го отвори процесот на формирање. Досегашниот предлог текст го даваше можноста самите невладини организации да го направат, но еве 4 години согласно одредбите од постоечкиот закон не се собра начин да се исполнат условите да се формира. Значи тоа е прво нешто за да загарантираме некад на национално ниво ќе се формира телото кое што ќе се овозможи младите да учествуваат во донесувањето на политиките законите во државата. Понатаму на локално ниво
Во многу голем број од општините, особено по малите општини, не се формирани локалните младински совети. Како една од основните причини е процесот за формирање и така новите препораки на законот се насочени да се олесни процесот на формирање на локалното собрание за млади, односно да се изберат локалните младински совети, како би се осигурало дека младите на локално ниво ќе учествуваат. Тука се и центрите за млади. Така, тука се одлично, тука се центрите за млади, сведоци сме дека само 8, односно 3 се навистински младински центри во цела Македонија, а до сега требаше во сите 80 општини да има младински центри и овој закон носи препораки како да се подобри или како да се осигура дека младинските центри ќе бидат формирани во секоја општина со цел да се обезбеди место каде што младите ќе го искористуваат своето слободно време и ќе се надградуваат и придонесуваат во општеството. Зоран, накратко за крајот, многу баво декларативно звучи ова да се направи. Ако до сега 4 години немаме ништо направено, како да се поттурнат работите? Прво треба политичка волја. Односно, што значи политичка волја? Дека политичарите на национално ниво, на ниво на влада, на ниво на собрание и на локално ниво во советот и градоначелниците треба да имаат желба да го спроведат законот. И во консултации со правниците, секогаш тргнуваат од истата точка. Првин треба да постои политичка волја да сакаат да го направат. Но и покрај тоа, ние за прв пат сега ќе поднесеме предлози со кои што ќе побараме и казни, односно санкции кон неизвршување на законот, па така овие предлози кои што ќе ги поднесеме се надеваме дека ќе бидат прифатени од политичарите, бидејќи ќе треба сами да се казнат, ќе се казнуваат градоначелниците за на локално ниво доколку не се формира локални младински совет, доколку не се формира младинскиот центар и така натаму, и веруваме чисто во позитивна насока дека овие препораки ќе бидат сите префатени, особено казнените одредби каде што се надеваме на поинаков пристап, освен политичката волја ќе осигураме дека законот ќе се спроведува. Кога ќе поднесете прво? Во текот на месец декември, односно бидејќи сме сега ноември, завршува месец, се надам дека до крајот на месецот ќе ги финализираме уште консултациите со двете национални организации, ќе имаме финални препораки и во текот на декември ќе бидат поднесени до собранието или до парламентот на Република Македонија. Благодарам Илиевски, ние ќе ја следиме состојбата и се надеваме дека со поднесувањето веднаш ќе почне расправата, комисиски би рекле, за да можат да се ефектуираат сите предлози, зашто како велат другите и најдобриот закон, ако не се спроведува во практика, е најлош и неефективен.